Почитуван колега Адеми, без да сакам да одзимам дел од заслугите и ловориките од Дуи за овој последен чин што го направи, поради кој сметаме дека сме денес овде и дека ќе почнеме да имаме функционално собрание, ќе ве подсетам која беше пресвртницата на политичката сцена што фактички не врати назад. Колку и да звучи абсурдно и смешно, тоа беше господинот Ѓорги Иванов со на абсурдна, гротескна одлука за аболиција и амнестија. Тоа фактички го побуди и меѓународниот фактор и луѓето на улиците да скокнат, бидејќи такво нешто не верувам дека некој може да го проголта во Република Македонија. Ниту оние што протестираат на една страна, ниту на друга страна, ниту оние што седат дома, ниту еден длабоко во себе не може да дозволи да функционери и политичари бидат помилувани за криминал. Тоа е она поради што сме ние денес овде. Формално Уставниот суд заради вашата иницијатива ја отвори вратата, но суштински, еве, председателот Ѓорги Иванов не собра денес овде. Но, многу ми е чуден и репликите и говорите во смисол кој изгубил и кој добил во оваа ситуација, дали опозицијата, дали власта. Знам дека народот на Република Македонија ќе изгуби ако истите вие 4 ентитети седите и преговарате и договарате во некој си пржино, во некој си клуб на пратеници. Тогаш дефинитивно сите ќе изгубат. Сите. Нема доверба во политичките елити кои што ги донесоа до рап на санкции, на губење на виза либерализација, на губење на препорака и така натаму. Не сте кадарни. Со други зборови не можете да ја водите држава. Народот бара спас. Спасот е преговорите да се преселат во собранието. Не за затворени врати па да не лажете по дебатите кој што таму барал или не барал. Народот бара попис. Попис бара пред се во оваа држава. Народот бара една изборна единица, не 4 поглавици, една изборна единица. Ми е чудно и ми е смешно некои мали партии овдека тотално приклонети кон коалициите во кои што убаво кохабитираат, да ова прашање никогаш не го подкреваат како важно, ова е најважното прашање. Демократизацијата на Македонија ќе оди преку една изборна единица и никако поинаку. И се разбира, народот очекуваше некаква експертска преодна влада, повторувам, експертска. Никаква политичка од овие 4 лидери составено. Господинот Адеми Џеват има контрареплика. Господјо Грчева, веројатно има и позитивна контрареплика. Фала ви за репликата. Токму така е, како што ви викате. Се согласувам со се што кажавте. Ви благодарам.